сите сме запознати како одат преговорите или како да кажам прифаќањето на амандманите од страна на опозицијата. Јас верувам во процесот. Најпрво затоа што се работи за врвни професионалци од правосудната област, како од страна на владата, така и од страна на опозицијата. Со исклучоци на некои личности кои се поврзани со нашите предмети, што сметам дека не се веќе во тој преговарачки тим. Јас имам едно мислење, моја лично, мислам тоа го прифаќаат и сите правници, дека секој пат може законот подобро да биде формулиран, одредени одредби, така да и во таа позитивна конотација, мислам дека се одвиваат и самите преговори. Во суштина, главните точки во тоа што ќе работи специјалното јавно обвинителство, мислам дека разликите се надминати. Во однос на предметите кои ќе бидат предмет на работа во специјалното јавно обвинителство или во редовното обвинителство, во тој дел ќе почекаме да видиме како ќе биде конечното решение, а што ќе го кажат и како што ќе се согласат партиите, верувам дека ќе биде поволно према тоа што јас сум го слушнала, неофицијално, а официјално не сме запознаени, доколку се формира одредена група на обвинители кои ќе утврдуваат кој предмет кој ќе го работи. Задоволна сум од тоа што можеби разговорите нема да бидат слушани, но сепак има простор да бидат анализирани од страна на судот, ќе бидат дел од доказите, доколку има предмети во суд по одредени предмети. Специјалното јавно обвинителство понатаму се работи на предистражните постапки и на истражните, кои се во наша надлежност. Отворивме и повеќе нови предистражни постапки во однос на тие разговори кои се уште преостанаа. Па се надеваме дека во текот на периодот што доаѓа, прво ќе се донесе законот, а сите потоа ќе се престроиме како што ќе каже законот во однос на тоа што е понатаму и со сите предмети. Се надевам дека овој неизвесен период многу брзо ќе заврши, за да знаеме и ние како понатаму да ги воспоставиме, како да ги ставиме во кои правци да ги носиме нашите предмети. Има работа, не сме останале без работа сигурно, како и обвинителствата, така и судовите. Сите сме професионалци на ниво на задачата и се надевам дека и така и ќе продолжиме. Дали поради тоа си има чувство дека има малку и застој во СЈО во однос на подигање обвиненија, отварање на истраги? Дали се чека новиот закон кој што треба да се донесе? Дали долго се... Па реално да се очекува. Не би сакале да еден месец ништо не значи во овие случаеви, бидејќи сите предмети се комплексни. Така да реално некои предмети точно дека веќе се завршени во специјалното јавно обвинителство и се очекува законот да се донесе. За тоа сме и транспарентни во однос на тоа што кажуваме, реално завршени се сигурно дел од истрагите, кои се поедноставни, а по комплексните истраги се уште се истраги, би биле и истраги доколку не се работи за донесување на нов закон. Така да тоа е тоа. Мислам дека мораме сите да почекаме во овој период малку да бидеме стрпливи. Господин Јанева, утре се навршуваат 4 години од Кумановските настани. Вие најавивте дека кај вас е отворена предистражна постапка. До каде е тоа процедура? Има некои индици во делот на тоа што и како се случувале Кумановските настани, но сепак се уште нема најдено специјалното јавно обвинителство разговори за да може да воспостави надлежност врз тој предмет. Нема најдено, има некои индици, се работи пред истрагата, но тоа мислам дека многу тешко ќе биде се уште да се каже дали и кога ќе биде
или дали воопшто ќе биде преземен тој предмет. Обвинителите според постојниот предлог закон за јавното обвинителство, етапно би одел реизборот на обвинители во СЈО. Да. Дали веќе се направени листи кои можеби први четворица обвинители би биле ставени на? Па мислам дека тоа ќе биде во ингеренција на Советот на јавни обвинители. Ние знаете дека во моментот кога бевме избрани, јас и мојот тим во веќе пред 3,5 години, не калкулиравме на тој начин да останеме трајно. Значи, ние со нашата работа докажавме дека треба да преминеме во институција која треба да биде инкорпорирана во правниот систем на Република Македонија. Тоа ние не го знаевме во тој момент. Ние сме професионалци, ние си работиме работата во однос на тоа каде сме и што сме, а тоа како ќе биде регулирано, сепак не може никој да знае. Ние тоа се надеваме дека цел тим ќе останеме исто така да продолжиме уште еден мандат да работиме. Тоа ни е желба, јас ги поддржувам сите мои колеги да останат во тимот. Имаме уште 2 места кои се ослободени, а според одлуката на Советот имаме право на уште 20 колеги да бидат дел од тимот, но и сето тоа ќе биде дел од работата на специјалното јавно обвинителство во периодот откако ќе биде донесен законот. Тенк за Груевски стаса во Врховен по вонреден правен лек. Што очекувате? Постои можност Врховен да го укине овој предмет? Јас се надевам дека нема да го укине, бидејќи тоа е предмет во кој има доволно докази дека е сторено кривичното дело за кое се осудени самите обвинети, посебно се осудениот Никола Груевски, но не можам да се мешам, ниту можам да ја прејудицирам одлуката на Врховниот суд. Како го инсистира на ваша ревизија на работата до сега, што ќе му порачате на Мицкоски, бидејќи на сите јавни настапи тоа го спомenu ви го бара во преговорите? Ревизија не може да се бара на некоја работа кога е таа целата транспарентна и пред судот на судските органи во Република Македонија. Ревизија може да прави само судот на работата на специјалното јавно обвинителство и Советот на јавни обвинители. Си има институти кои се занимаваат со тоа. А ревизија, јас не знам што. Па и во финансискиот дел си има исто така, ние сме транспарентни и во тој дел. Сите обврски што ги има специјалното јавно обвинителство во делот на доставување податоци во однос на тоа како се трошат парите, се предмет на анализа на институциите во Република Македонија. Како го коментирате предлогот на власта комисија да одлучува за вашите предмети после 30 јуни 2017, со што ќе предизвика одредено одолговлекување и на истрагите на предметите доколку нов обвинител ги преземе, разгледа и се запознае со нив? Па мора да има некое преодно решение, кое ќе биде, не знам. Јас, моето мислење е дека не треба, но ако се согласат страните да има такво тело од тројца обвинители, јас мислам дека и тие ќе бидат свесни, бидејќи републичкиот обвинител и лицата и обвинителите кои ќе ги определи тој, дека треба најбрзо што може да ги анализира тие предмети. Стоиме на располагање да помагаме во тој процес и се надевам дека ќе биде брзо. А обвинителите зошто во предметот Таргет Тргина има поднесен обвинителен предлог, а не обвинение? Затоа што за делата за кои му се стават на товар на лицата во тој дел се до казните до 5 години и затоа обвинителен предлог. Така е праксата во делот на начинот како се поднесуваат обвиненијата, која е став на целото јавно обвинителство, кој е прифатено од страна на судот. Инаку јас не се слагам со тоа лично како професионалец, но ја почитувам и праксата на јавното обвинителство. Сметам дека е во ред и така, но доколку јас лично сметам дека доколку има обвинителен акт, целото тоа треба да биде конзумирано на тој начин со действијата, но сепак еве да оставиме на некоја друга тема да поразговараме на некои стручни состаноци во врска со тоа.